вечер. Што се промени во политичката криза под притисок на шарената револуција и дали успеа двумесечното демонстрирање на граѓански активизам да допре до протагонистите на политичката сцена во оваа држава? Аболицијата е повлечена, изборите се одложени, но демонстрантите од Протестирам имаат и други барања и поставија рок за две од нив до 18 овој месец. Доколку не се исполнат, велат ќе ја земат правдата и слободата во своји раце. Што значи тоа? Што ќе се случува летото, до кога ќе трае шарената револуција? Дали има опасност од радикализација? Дали има можност да се слушне граѓанскиот став на политичките преговори, кои еве втор пат ќе се обидат да најдат излез од политичката криза? Граѓанскиот активизам е разбуден, дали ќе остане да биде коректив за секоја наредна власт? Ова се дел од прашањата кои ќе ги анализираме вечерва во Отворено. Отворено е програма која обезбедува простор за аргументирана дебата, за размена на мислења и различни ставови и можност за директно учество на граѓаните преку нивните прашања. Во оваа емисија ги поканивме учесниците во студентските протести од 1997 година, Филип Петровски, Антонио Милошовски и Владко Ѓорчев, но тие не ја прифатија нашата покана. Го очекувавме и Здравко Савески од Левица, човекот кој над 45 дена беше во домашен притвор поради учество во протести, но тој ни извести дека се уште не го добил решението од судот и не може да го напушти својот дом, инаку ова ќе беше негово прво медиумско представување откако се одреди домашниот притвор. Во студиото вечерва околу шарената револуција и каков ефект имаше таа досега врз, еве да речеме, разрешувањето на состојбите во Македонија се Ненад Марковиќ, професор на правен факултет по цивилно општество, претседател на Македонското политиколошко друштво. Добро вечер, добро дојдовте. Маријан Забрчанец, граѓански активист, дел од движењето Протестирам на улиците минатите 2 месеци. И Мариглен Демири беше дел од движењето Студентски пленум, сега можеме да представиме како представник на Левица. Здравко Савески не стигна да протестира многу долго пред да биде повлечен од таа сцена во домашен притвор. Меѓутоа, има уште 40 на кривични пријави против демонстранти, односно најави за повикување на одговорност на демонстрантите. Едно од барањата до 18 е да престане прогонот кон демонстрантите. Дали со ослободувањето на Савевски и Коневски може да се каже дека ова барање е исполнето и велите изјаснување на Уставниот суд за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Во спротивно правната и слободата во своји раце. Што значи тоа? Мариглена, од вас ќе почнам, бидејќи вие сте еден од оние кои беа повикани пред Основното јавно обвинителство за учеството во протести. Да, значи јас бев повикан за фактички настаните на 13, па што ствари се значи случаја. Ден по аболиција. Ден после аболицијата. За истиот настан фактички за кој што и Здравко Савески и Владко Куновски се исто така обвинети. Меѓутоа, моето обвинение, односно ја се уште сум, па се водам како осомничен, а не па се уште за мене нема обвинение. Мислам дека ова е своевиден прогон. Јас се плашам дека има уште фиоки, значи господинот Чавков, и има уште осомничени, и ќе има уште осомничени, и ќе продолжи таа хајка против припадници на шарената револуција. Претходно беше фактички бевме ние па се уште не брендирани како шарена револуција, претходно бевме Протестирам и тоа беа најавтентичните изливи на гнев. Беше многу битно таа прва и втора вечер, па затоа што јас посакам да искористам ова прилика да го
да елаборирам зашто ние не носевме маски и зашто ние не сме хулигани. А не сме хулигани затоа што имаме идентитет и затоа што нашиот идентитет корелира со глупостите на нашиот несреќен председател. И затоа ние со лице и со ипостас излеговме и кажавме дека не ни се допаѓа како акт на политичко незадоволство, а не на хулигански презир спрема власта. И затоа сметам дека секој чин кој што има некаква релација со незадоволство и кој што се врзува директно за идентитетот на една личност во општеството, тој е политички чин. Што се однесува до тоа дека ќе преземеме значи правдата во наши раце, не знам дали ќе успееме. Мислам дека ќе се пронајде некакво излезно решение од целава ова како се вика работа. Сметам дека предолго значи се тегавиме со оваа власт. Значи, и ние како студентски пленум предходно сум бил дел и од АМАН, и од разно протести, кои што се однесувале на аспектот на прекршување на права на одредена група на граѓани. Веќе направиме муабет со убиството на Мартин Нешковски. Ние ќе продолжиме да протестираме, пошто не ни останува ништо друго. Какви облици ќе презема тоа протестирање ќе видиме понатаму, затоа што не сум ни јас сам, а не сме ни само левица во ова игра, тука има уште многу други луѓе кои што се учесници во тие протестни организацијски аспекти. Маријан, како човек од протестите, што би значило за вас остварување на тие две барања до 18 и што доколку тие не се остварат? Барањата се јасни. Уставниот суд да се произнесе за уставноста на СЈ, односно да ја потврди. Очекуваме неделава да слушнеме. Очекуваме во среда да уставниот суд да се, кога одржува редовни седници, да се произнесе за уставноста на СЈ и да ја потврди уставноста на СЈ. Не знаеме дали тоа ќе се случи. Исто така на прашањето дали прогонот е запрен, со ослободувањето на Савески Куновски, тоа е остварено дел од тоа барање, меѓутоа не целосно. Спомна и Мариглен, има околу 40 барања на МВР за обвиненија, прекршочни пријави и кривични пријави. Барањето е експлицитно МВР да ги повлече тие прекршочни и кривични пријави врз демонстрантите, тоа да биде јасно и видливо. Дел од тие демонстранти за тоа дека има пријави против нив дознаа од провладините веб портали. Се уште не се известени по писмен пат. Бараме да се отстрани тој притисок, таа психичка тортура која што се врши врз демонстрантите, кои што, да подсетиме, не бараат ништо штетно, то бараат правда, слобода и демократија во оваа држава. Но сепак е ова еден вид на ултиматум со даден датум. И да се остварат овие барања, веројатно вие ќе продолжите со протестите, бидејќи на листата имате уште неколку кои што не се, доколку не се оствара, што значи ќе ја преземеме слободата и правдата во своји раце? Тоа значи дека се е можно. Јас не можам да зборувам за конкретни договорени действија, бидејќи такви се уште не постојат, но формулацијата граѓаните ќе ја преземат правдата и слободата во своји раце може да значи се, имајќи во предвид дека таа формулација доаѓа како резултат на ставовите на луѓето кои што протестираат по улиците. Не е голема тајна дека најголем дел од луѓето кои што протестираат по улиците бараат разрешница и бараат, во случај да нема разрешница, граѓанскиот глас на порадикален начин да се манифестира и при тоа да биде таргетирана власта. Велам, конкретни действија не се познати, не се договорени, меѓутоа јавноста треба да очекува себе, бидејќи луѓето, граѓаните кои што веќе немаат што да изгубат и се подготвени на различни действија. Професоре, вие од
вашата професорска дистанца, значи протестите почнаа во еден исклучително напнат момент за оваа држава, прогласувањето на аболициите од страна на претседателот на државата. Како гледате вие на она што го направи шарената револуција во овие 2 месеци, колку е таа заслужна за повлекувањето на аболицијата, за одлагањето на изборите и за враќањето на обидите за решавање на кризата на некаков колосек правилен? Прво да коригирам за дистанцата, јас сум веројатно единствен кој во студио, кој во основно, во средно училиште и подоцна го поддржав и студентскиот пленум, има и практично искуство во овој дел. Многу малку луѓе знаат таа историја, ќе оставиме за некоја друга прилика. Оно што ми е мене многу тешко да проценам, а тргнувам од позицијата дека сме во политички пат моментално. Политички пат значи дека не постои пат позиција како во шахот. Не дека имаме политички пат кон кој одиме, дека не постои актер кој е доволно силен на сцената да го реши одеднаш проблемот. И мислам дека ова ќе биде една пролонгирана криза, која по моја некоја груба проценка ќе трае најмалку уште 2 до 3 години, ако евентуално не се јави некаква deus ex machina, односно некаков интервентен фактор кој ќе ја разреши многу побрзо. Така да мене оно што ми е многу тешко да проценам колку се притисоците внатре, колку се притисоците од надвор, одговорни за сето она што се случува. Веројатно комбинацијата од двата е одговорна да се врати процесот на оној трак на онаа патека која беше зацртана првично, иако во многу аспекти по мене, посебно во начинот на составување на владата со оној обид за checks and balances кој беше со заменици министри, така на тоа беше комплетно неуспешен. Предизвика блокади. Апсолутно, предизвика една блокада на системот, предизвика многу прља веш на политичката сцена, а не предизвика никаква функционалност, ниту допринесе на каков било начин кон разрешување на криза. За другите аспекти не зборувам. За сега не зборувам, една сосема друга приказна, мене не ми се допадна делот со начинот како се состои владата и често ме критикуваат кога зборував за експертска влада. Јас сум комплетно свесен за маните на експертската влада. Дека таа нема легитимитет, дека прашање политичките партии стравуваат дека другата страна може да ги купи експертите и така натаму. Има реални и има ирационални стравови, но мислам дека да се одеше на тоа сценарио од почеток немаше да се заглавиме да изгубиме цела една година да се враќаме на патот на кој претходно бевме. Сега се е како што беше, со таа разлика што по мене не само припадниците на шарената револуција, него и општо граѓанството е многу поизиритирано што беше и многу пополаризирано и многу позагрижено. Така да моја проценка беше доколку ситуацијата се смири и дојде до трета поголема иритација, јас не би исклучил, иако него не навивам за тоа сценарио, во никој случај не би исклучил и порадикални работи. Ги предупредувам секогаш луѓето со кои контактирам, а кои се на некој начин вмешани во целата работа, дека третиот пат може да биде многу полош од што ние можеме да претпоставиме. Знаете, имаше едно големо смирување, па потоа имаше повторна иритација, повторно поларизација на општеството и голем судир. Мислам дека третиот може да не внесе во една неповратна криза. Сега, колку што ми се чини, постои некаков пат назад. Мислам дека политичките актери сакале или некеле под притисокот на меѓународната заедница, чии политички кариери зависат од тоа да работите бидат исполнети онака како што тие ги зацртаа, нели, ќе се вратат на овој пат. Што тој ќе донесе, јас искрено не знам. Јас во самиот процес и уште од самиот почеток со Пршинскиот договор реков дека се работи за нереални рокови, се работи за не до крај испланиран процес и се работи за процес на кој може да му поставите многу сопки. Од тука јасно е зошто припадниците на шарената револуција бараат едно од барањата да биде Уставниот суд да се произнесе околу уставноста на СЈО. Иако Уставниот суд може да се премисли колку што гледаме, така да не гледам што е тука загарантирано. Добро, и сега не станува збор за експертска влада, односно никој од овие веќе тоа не се дискутира. Протагонисти не го ставаат тоа, меѓутоа ќе анализираме она што сега се најавува како опција за понатамошно решавање на кризата малку подоцна. Имаме луѓе од сите возрасти во студиото. Првото прашање вечерва Ангела Димеска го поставува. Ангела, повеле. Ви благодарам. Јас сакав да прашам конкретно за ултиматумот на движењето, граѓанското движење Протестирам, односно кои ставки ги вклучува од настрана од овие две кои што ги изнесовте. И исто би сакала да направите дистинкција кон она што вие мислите дека може да се случи доколку овој ултиматум не биде исполнет и она што вам ви се наметнува како став. Значи, има тука некои црни сценарија, карикирам, нели, кои што вам ви се наметнуваат. Затоа би сакала една кларификација на ова што би произлегло доколку ултиматумот не се исполни. Ви благодарам.
Посебно вие бидејќи рековте дека се очекува радикализација, тоа може на секакви начини да Јас се кога толкува. реков се очекува, треба да се очекува радикализација, повеќе мислев на она што и Марковиќ го спомна, дека во случај на неисполнување на барањата кои што се многу легитимни, логични, барањата се заснуваат на правда, на гонење на криминал, тоа значи дека може да се очекува Уставниот суд утре да го укине специјалното јавно обвинителство, нова криза, нова радикализација, никој не го посакува тоа. Значи ние граѓаните кои што протестираме не заговараме никакви црни сценарии, никакви радикални сценарии кои што ќе значат нова криза. Напротив, бараме излез од кризата. Ќе се навратам на одговорот од претходно, што значи граѓаните ќе преземат правдата и слободата во своји раце, да бидам поконкретен, што според мене може да значи тоа. Може да значи дека најмекото сценарио е дека ќе одиме сите на одмор и во септември ќе се вратиме со смислена акција. Една варијанта. Втора варијанта може да значи дека Тоа не значи некој голем притисок да се остварат вашите две барања. Се разбира, затоа јас реков се е можно. Може да значи окупирање на патишта, блокади на улици и така натаму, се со цел да се поремети системот кој што навидом изгледа нормален, а во суштина е маша на режимот. Може да значи во некоја порадикална варијанта окупација на некоја институција. Тоа се сценарија кои што ако излезете на улица и ги прашате граѓаните кои што протестираат да правите една мини анкета, ќе добиете одговори од овој тип. Различен тип на одговори, односно различни видови на действија кои што се идеја на граѓаните, меѓутоа ниту едно од овие не се знае дали ќе биде известно, дали кој од овие ќе се спроведе или пак можеби некое четврто, петто кое што него не спомнав, а ќе се изроди како идеја од граѓаните што протестираат. Верате? Да, ако е фактички готов, мислам. Да. Па јас би сакал да говорам околу тоа радикално, дека радикализацијата во суштина од оние прочуени владени мегафони, дека постојано тие пледираат за тоа дека ќе има некакво украјно значи украинско сценарио, ќе има некакви Речениците дури познаете ли што значи ќе преземете правдата дури и слободата? и ова има, како се вика, значи ке Филип Петровски, пошто го следам редовно, имам таков желуник да можам да ги пратам и нив. Значи вика дека ќе има и федерализација на Македонија со БЕСА и така натаму, нема врска. Радикално, значи коренито или радикс со старогрчкото радикс, кое што во суштина не зборува за методите, туку зборува за целите. Целите се правна држава. Мене воопшто не ме интересира кој што прави со партијата. Партијата на власт ги има узурпирано и се ги има присвоено. Ја има подесено државата на таков начин да ја одговара неа. Според тие прерогативи на Хегел и Кант, уште од фактички почетокот на како се вика модерната. Наша работа и наша цел е ние да ги вратиме институциите во служба на граѓаните. И овде имам јас големи забелешки како левичар, искрено, а меѓутоа и на ова лага сум свесен и ја поддржувам до крај оваа лага. Што уствари ќе се случи? Не знаеме што ќе се случи. Меѓутоа можам да ветам дека нема да седиме со скрстени раце. Јас нема да одам на одмор. Значи јас ќе седам тука и ќе ги дочекам до крај. Значи осомничен сум фактички за една, како се вика, кривична пријава, односно кривично гонење, обвинение, нема да ми смета уште едно да има. За мене слободно. Вие сте изворедно самокритичен во поглед на оценката на ефектите од шарената револуција. Велите тоа не е гандиевски протест. Изгубени сме без идеја за едно општество и што сакаме да постигнеме. Она што го правиме, објавуваме селфи. Да, нема да... Ова е многу длабока тема. Јас да се надоврзам сакам. И јас би сакал. Ќе се надоврзете, меѓутоа, ако може... Да почнам јас, па да. после тоа вие, па така некако ќе ова фактички ќе правиме синтеза една. Па мислам дека оние гандиевски ахимса методи, пошто ахимса е она индиска традиционална филозофска парадигма на овој, како се вика,
Махавираџајна е оној што ја промовира, во суштина значи да не правиш ништо, односно да не нанесуваш зло. Значи, има многу длабоки проблеми, значи кои што можеме да ги фатиме. Мислам дека немаме време и мислам дека не е целта. Меѓутоа предлагам, тоа е мој став, дека ние треба да ги поплавиме улиците со луѓе. Значи масовноста фали за да може да се нарече барем оддалеку она организацијско тело кое што е и тоа како битно или беше битно досега да се само распушти и да се остават граѓаните стварно да се само организираат до коска. До коска. Секој да окупира она што може да го окупира и во суштина да нанесе малку штета, треба и на оние социоекономски аспекти на секојдневието. Треба навистина да се афектираат и другите луѓе, кои што не се афектирани доволно и кои што, например, ги интересира само поимањам фризурата па денес и утре. Но, Марилин, извините, ако организацијското тело не може да ја постигне таа масовност за која зборувате, тогаш мислите ли дека на ниво на самоорганизација би се постигнало поголемо? Па мислам дека. Мислам дека да, и мислам дека најдобрите протести во историска Македонија се направени без организација. Кога во суштина изливот на бесот во суштина па се случувал. сега знаеме дека првите денови се секогаш напумпани и првите денови секогаш се поенергични. Меѓутоа мислам дека може да се изнајдат и механизми и организацијски јадра кои што ќе действуваат и ќе ја шират идејата а некојаш по-офанзивно, а некојаш по-неофанзивно, меѓутоа ќе бидат присутни нон-стоп на терен. Сакав да се надоврзам околу само представувањето и партиципативноста. Но прво нешто друго сакав да кажем околу аспектите на движењата кои се сега активни. Мислам дека луѓето премногу се фокусираат на дневно-политичкиот дискурс. Кој колку сака да бутнат власти, зошто и обожаваат да се гушат со теории на заговор. Ќе ви кажам од лично искуство дека тие теории на заговор околу кои владеат, нели, како големите сили ги манипулираат малите локални играчи, се најчесто жива глупост. Или во најголем дел се жива глупост, затоа што ние се сеќам дека во основна школа први бойкотиравме настава кога сака еден наш омилен професор да го избркаат од работа. И ќе ви кажам дека тука немаше никакви теории на заговор. Бевме 5 луѓе кои се договоривме дека ќе ги натераме сите да бойкотираат наставата. И немаше Сорос, и немаше Америка, немаше Русија, немаше ништо. Процесот на самоорганизација и процесот на активна директна партиципација е директно врзан со два процеса. Првиот е она што се случува во цивилното општество. Цивилното општество во 90-тите и почетокот на 2000-тите беше далеку попредставничко. Под цивилно општество се подразбираше Open Society Institute, отворено општество, организациите околу него и може да беше 2-3 поуспешни од типот на МЦМС и така натаму организации. Со тоа се завршуваше перцепцијата за тоа што е цивилно општество. Сега веќе како одиме и како се развиваме, тоа се спушта надолу. Постои декомпресија на власта кон долу. Како што оваа власт ја декомпресира власта од меѓународната заедница, така постои повратен процес надолу. Луѓето се повеќе се представуваат самите себе си. Без организација, кон тоа придонесе и мобилните апарати, и социјалните мрежи, и побрзата комуникација, но полесно и поспонтано се организираат кога имаат некаков тип на незадоволство да изразат. Така да партиципацијата е се подиректна. Ја во принцип тука секогаш зборувам за 3 фази: на комплетно представничко движење, на полупредставнички модел на цивилно општество, каде што ја се јавија првите николци на организации, почна со прва архибригада, почна со Аман и така натаму, до тоа да се бара сега на широк фронт нешто многу поамбициозно отколку промена на дневно-политичката парадигма. Знаете, политичките актери се во принципот мазdoљубиви и сакаат секогаш да ја представат како апсолутен непријател. И кај нас, во нашата публика, тоа супер пали, одлично поминува кај нашиот електорат. Кога дупките во рационалното знаење им ги пополнувате со Сорос, со Русија, Америка, темни сили и така натаму, луѓето тоа го прифаќаат амблок, мене ми се чини, затоа што им ја рационализира нејасната реалност во која живеат. Меѓутоа, мислам дека барањето веќе со години, не само од шарената револуција протестирам, е да се смени моделот на политичка социјализација во општеството. Они не бараат промена јасно е дека бараат промена во бихевиоралните аспекти на политичките актери. Многу повеќе бараат промена во бихевиоризмот, во однесувањето, во начинот на политичката култура кај сите луѓе. Тоа е амбициозна цел, тоа е долгорочна цел. Тоа значи да се промени политичка култура која
има закоравеност во одредени парадигми кои се комплетно непопуларни, тоа е субмисивност кон власт, тоа е длабок авторитаризам, тоа е длабока нетолеранција која понекогаш постои во нашите општества, не во сите аспекти и не секогаш, бидејќи еве видете протестите 97. Не ми е незгодно да кажам дека бев дел и од тие протести. Тогаш тие доби еден јак антиалбански тон. Меѓутоа, тоа беше само стимулација на еден ирационален страв, кој се покажа, фала Богу, за ирационален и од тогаш работите се многу подобрени, кој суштина не се базираше само за тоа дали ќе има албански на педагошка академија или не. Знаете, во политичката теорија протестите настануваат кога се ствараат така наречени синџири на незадоволство. Шарената револуција, протестирам, не се појави од вчера. Пред нив беше пленумот, пред нив беше Аман, пред нив беше прва архибригада, значи се создаваат така наречени chains of dissatisfaction или синџири на незадоволство кои во одреден момент наоѓаат ист таргет или иста цел. И тоа е процес кој ламентира, не се тие нагли процеси, дошол Сорос, не знам дал толку пари и искочиле луѓе во улица. Тоа не оди така. Знаете, Значи, процесот е многу суштина би подлабок. требало да биде дали ќе се направи една нова ситуација на едно информирано, активно граѓанство кое ќе ги бара своите права и ќе бара оние на кои што им го пренел своето право на владење, односно на кои што им дал доверба да го водат како политичари, да работат во интерес на Има граѓаните. една трета работа, да не го монополизирам времето, само кратко. Знаете што е битно? Кога имате протести, кога имате отворен конфликт, на кој ние не сме навикнати, тогаш правите нешто многу битно. Секоја влада во Македонија, кубаво анализирате во 25 години, кога ги донела најлошите одлуки. Во оној момент кога била во најголема мера во комфорт зон, во зона на комфорт, не предизвикано од никого, не предизвикано од граѓански сектор, не предизвикано од опозиција, не предизвикано од ниеден актер. Од медиуми да не спомнуваме. Од медиуми да не спомнуваме кај нас, гледате ги ранглистите на, знаете веќе кои се релевантни не само на Freedom House, туку и другите. Нема за медиумите што да дискутираме, ситуацијата е повеќе од катастрофална. Меѓутоа, тоа е суштината дека што повеќе политичарите ги држите надвор од таа комфортна зона, тоа повеќе ги терате да носат добри одлуки. И тоа е многу важно. Нормално, тоа би требало да биде во еден идеален свет, не насилно да биде врз база на притисок, меѓутоа работите не се секогаш како што пишува во книгите. Така да колку повеќе ги држите надвор од комфорт зона, толку повеќе ги терате да размислуваат. Знаете, и тие се живи битија. Во оној момент кога ќе се осетат комфорни и комотни во своите позиции, почињаат да носат лоши одлуки. Тоа не е само во Македонија, тоа е секаде така. Затоа што почнува да се губи смисолот за општото добро и почнува индивидуалната перцепција за тоа како треба да изгледаат нештата, да доминира. Законот за високо образование докаже дека, како да кажам, дека овде постои комплетен аутизам за определени теми кај носителите на власта. За одредени теми дефинитивно. Не знам, во тој сет на закони влези законот за хонорари кој од старт беше посочувано дека ќе биде дисфункционален. Така, значи, не е битно да донесат одлуки, битно е тие да бидат справедливи и функционални и во крајна линија да немаат онаа димензија на одмаздолюбивост, бидејќи според мене законот за високо образование имаше една така виндиктив компонента на одмаздолюбивост и покажување на сила дека професорите не можат да испорачат тоа што ние ќе им го поставиме како критериум, при тоа треба самите да ги исполните тие критериуми за да некому ги испорачуваат. Маријан, имаат ли сила демонизирањата на демонстрантите како нивното етикетирање се уште? Се помалку, се повеќе се наидува на исмев и на таквите демонизирања ја хранат сатирата, ја хранат таа креативна критика и тој хумор. Мислам дека невозможно е уште повеќе да се сатанизира граѓанскиот сектор и дека тие обиди ќе бидат се помалку успешни. Она што е непобитен факт е дека граѓанското општество, секторот или различните страни вклучени во граѓанското општество се во раст. Тоа го покажуваат и истражувања и успесите кои што граѓаните преку своите протестни гласови успеа да ги остварат. Ако зборуваме за шарената револуција, ние имаме најмалку две конкретни барања исполнети. Она што ја создаде кризата, еднострано распишаните избори за 24 април па за 5 јуни од страното како закана, аболицијата на оние 56 јавни лица и политичари од страна на Иванов сега за сега од страното како ризик некаков, како потенцијал кој што може да создава криза, тоа се работи кои што граѓаните ги барале и ги добиле. Понатаму, истражување на реактор
кое што за граѓанско учество, кое што редовно годишно го спроведуваат од 2012 до 2015, покажува дека во 2012 само 22% од граѓаните учествувале во некаква граѓанска иницијатива или еден од 5 мина. Во 2015 тој процент порасна на 33% или еден од тројца. Од нив во 2012 само 8% учествувале во протест, за да во 2015 таа бројка порасне на 21%, што покажува дека граѓаните разбрале дека неопходно е нивно учество за да се решаваат проблемите. Не им веруваат на големите партии, не им веруваат на политичарите. Решени се да действуваат за да си ги решаваат сами проблемите. Јас не верувам во концептот кој што го предлага Мариглен за самоорганизирање, за оставање на работата малите огнови по игра на случајно се еден ден да се состанат и да направат голем оган, бидејќи имаме истражувања кои што покажуваат дека 60% пак од граѓаните не веруваат дека може да остварат промена на локално ниво. Да не зборуваме за посериозни национални прашања на повисоко ниво. Ние се уште живееме во држава каде што волонтерството е на многу ниски стапки, помагањето на заедниците на многу ниски стапки. Граѓаните во Македонија немаат искуство на себе помагање во малите заедници во малата во која што живеат. Ние допрва треба да учиме да учествуваме на локално ниво и тие плодови од локалното учество, тие мали промени да ги капитализираме подоцна во други општествени поважни промени. Она што исто сакам да го напоменеме дека и Freedom House во последниот свој извештај, граѓанското општество според тој извештај е единствената категорија каде што Македонија има напредок или раст. По сите други основи Македонија назадува, граѓанското општество е единствена категорија каде што имаме раст. Од тука сметам дека е неопходно учество на граѓанското општество во решавање на кризата. Ако сакате и официјално учество, затоа едно од барањата на шарената револуција гласи итно вклучување на независни представници на граѓанското општество во процесот на решавање на кризата. Ке прашате што значи тоа, кој е моделот? Да, но ке прашам малку подоцна, а и никој воопшто од политичките актери на сцената не го става тоа предвид едноставно, или барем досега не сме слушнале таква информација, но пред тоа да го заклучиме овој дел околу ефектите на шарената револуција досега во разрешувањето на политичката криза со една кратка анкета од протестите во петокот, каде што граѓаните беа прашани дали постигнаа протестите досега некаков ефект и што понатаму. Дали сметате дека се постигнати барањата од протестите? Да, па еве сега се постигнати веќе. Аболицијата е целосно поништена за сите 56 души, што е голема победа за нас. Здравко и Владимир се пуштени конечно од притвор. Груевски беше на распит, така да победуваме. Па не се постигнати. Не знам дали сме ни на пола. 18 е последниот датум кој шарената револуција го постави за исполнување на барањата. Што по овој датум? Како ќе продолжат протестите? Ќе видиме после 18, меѓутоа секако дека не треба да се повлечеме, не се откажуваме и одиме понатаму. Преостанува уште ако може да се направи, мислам и за се ово да функционира према Уставниот суд да го реши овој проблем. Да, 18 е нели датумот кога зададов? Тогаш треба. И сега дали у тоа ќе успееме да видиме овие неколку дена, очекуваме тоа да се случи. Протестите како протести си ја постигнаат својата цел, меѓутоа уште имаме што да кажеме. Значи шарената револуција продолжува се до тогаш дур не завладее стварно мир во нашава држава и стварно демократијата конечно веќе да имаме демократија, да имаме слобода. 2 месеци трае шарената револуција, дали сметате дека е постигната целта за која што почна протестите? Некои од целите се постигнати и една цел таа ќе трае до недоглед, а тоа е формирање на едно одговорно, сериозно граѓанство и тука нема крај, граѓанство кој ќе критички ќе следи целата политика, така што тоа е работа во прогрес и тоа ќе трае цел живот. Меѓутоа и од најконкретните цели еден дел не се постигнати, се разбира, продолжуваме.
Значи, одговорно и сериозно граѓанство кое критички ќе следи политиката за да тргнат процесите напред. Ако сакате, можете ова да го прокоментирате. Ако не одиме на следниот дел, а тоа е како сега, кои чекори сега ќе следат за излез од политичката криза. Прашање во таа смисла има Денис Јанкуловски. Здраво на сите. Пред да опоснам прашањето, само на кратко два збора би сакал да кажам. Горцум што сум дел од оваа шарена револуција, која што е полна со креативни и храбри момци и девојки, и ми е драго што ги запознав. Втората работа по мене, влијанието, кратко само ефектот на шарената револуција колку е голем, доволно е што има на насловни страници на BBC, на Independent и France Press. Тоа е според мене. Прашањето се однесува до тројцата почитувани дискутанти. Иако јас знам, според мене, каква влада би сакал, нормално влада која што ќе работи во интерес на народот, ако може да ми кажат според нив, дали е експертска, техничка или некој друг вид на влада која што мислат дека би била најпогодна во оваа ситуација. Благодарам. Па јас да почнам така. Да. Добро, па јас мислам дека влада која што ќе се отцепи од бајачката е онаа влада која што нас веќе ни треба. Прво, па тоа беше добар статус и на еден познат Facebook активист. Значи, па влада која што ќе се одвои од институциите, односно која што ќе ги држи дизгините на институциите во своите раце, меѓутоа нема да мешетари со разни големи приказни и нема да држи луѓе во раце, нема да гасни лифтови на избори, нема да шамара луѓе кои што нема да гласаат или па кои што нема да гласаат со триаголничиња. Па влада која што па нема да е во дослух со лидерот на самата партија, која што нема да вработува луѓе месец дена пред избори. Влада која што од која што нема да излегуваат јавните обвинители и судиите како што излегува од шлицот на директорот за јавна безбедност или што и да ова беше таму. Значи, влада која што ќе организира избори и влада која што барем малку ќе ја врати ситуацијата да има еден минимум за демократски избори, за минимум демократија и која што значи пак ќе кажам, која што нема да попречува процеси за излегување од оваа криза. Според мене, а тоа горе долу и ние па често во левица знаеме да го дискутираме, би било интересна варијанта доколку за предлагање на лица на такви на представници на таа влада, па техничка или експертска се, тоа мислам дека тука горе долу значи представува тие и синоними во нашиот случај, па дека би било интересно таа влада да биде промовирана, односно селекцијата на тие членови да биде направена од ману, да кажеме. Како едно независно тело кое што може да кое што има интелектуален кредибилитет, иако тие како интелектуална елита па се за начи покажаа како доста руинирани или доста изветвени, доста незаинтересирани и со лош пример околу она традиција на неодговорни граѓани, пошто и тие стана многу неодговорни во однос на политичките и општествени случувања во нашата држава. За сега толку, па мислам. Добре, јас ќе го кажам мојот личен став. Сметам дека прашањето се претпоставам се однесува на преодната влада до избори. Да. Мислам дека треба да е експертска влада, бидејќи сметам дека на таков формат на влада ќе има најголема доверба меѓу граѓаните. Го сметам тоа за апсолвирано прашање, Ненад може ќе ме го регира подоцна ако има достап до повеќе информации, но верувам дека е важно таа влада да има доверливост, односно да веруваат граѓаните во неа.
или во најмала мера влада во која што ги нема осомничените од специјалното јавно обвинителство или аболицираните, ако сакате. Ќе потсетам на еден податок од истражувањето на ИРИ, последното истражување на ИРИ, кое што вели дека 70% од граѓаните не сакаат да ги видат аболицираните на кандидатски листи за пратеници. Ако тоа е така, сигурно дека не сакаат да ги видат ни за министри. Мислам дека поважно е прашањето за мандатот отколку за форматот на владата. Реков, сметам дека лично е потребна експертска влада, но поважно за мене е што ќе прави таа влада. Мислам дека тоа треба да биде влада која што до крај ќе заврши со избирачкиот список, со чистењето на избирачкиот список или со полнењето на избирачкиот список, ако се оди на варијантата на активна регистрација. Влада која што ќе испорача минимум неопходни реформи за да може во оваа држава да се спроведат кредибилни избори, избори на кои што слободно се гласа. Влада која што ќе дозволи, односно влада која што ќе гарантира дека ќе биде мониторирана и контролирана од представници на граѓанското општество или од невладините организации, ако сакате, имајќи во предвид дека постои веќе консензус општествен дека е неопходно поголемо учество на граѓаните во решавањето на кризата. Кого сакате, прашајте, ќе ви каже дека форматот големата четворка не е во ред, не функционира, не дава резултати. Очигледно дека мора да која што денови ви излезе во јавноста, која е направена меѓу демонстранти, вели 73,7% за овој процент 4 партии подписнички на договорот од Пришина немаат кредибилитет за решавање на политичката криза. Значи тоа се нешто над 500 демонстранти анкетирани. Покажува дистанца од сите партии на луѓето кои протестираат. Од друга страна се спомнува и некаква опција за омасовување на политичката опозиција со луѓе кои го представуваат движењето Протестирам. Дали има такво нешто, дали на тој начин ви имате план да ја наметнувате вашата визија или да речеме со реакции во текот на процесот на се што евентуално сметате дека не оди во вистинска Мојот личен став е дека представниците на граѓанските организации кои што во своје лично име протестираат, меѓутоа граѓанското општество треба да остане граѓанско општество, бидејќи во тој процес неопходен е мониторинг и контрола на партиско-политичките субјекти. Индивидуална е одлуката на секој од чинителите во рамки на движењето Протестирам и во тие протестни акции на шарената револуција, дали понатаму ќе одлучат да се надпреваруваат на избори или не, меѓутоа улогата на граѓанското општество да ја мониторира и да ја обезбедува транспарентност во владењето е неоспорива и не смееме да си дозволиме на сметка на наше евентуално или нечио евентуално учество на идните избори да оневозможиме мониторинг и контрола врз преодната и врз идната влада која што ќе биде избрана. Мислам дека ова е поважно. Јас не одговорив на прашањето, ако кажав преска, дека во принцип за експертска влада од многу слични побуди кои веќе беа спомнати. Знаете како јас прилично сум скептичен дека ова незадоволство кое сега постои не е незадоволство од оваа влада само и од незиното работење, е кулминација на 25 години дисфункционален демократски процес. Знаете, имате она маргина на толеранција, ајде ние сме општество во демократизација, учиме што е демократија, ама некако предолго учиме. Бројките кои ги споминав тодат во прилог на мојата теза која кажав уште на почетокот на една друга дебата, дека суштина форматот кој се постави со начин да имате заменик министер, некаков квази модел на checks and balances, доведе само до една комплетно пацерска таблоидна до таблоиден дискурс на вадење документи, ваму имало криминал, па овој договор бил ваков, па потоа ви одговараат, ама ви имате ваму станови, знаете, нешто што комплетно се претвори една таблоидност на политичкиот процес, кај што во принцип гледате да ги надспинувате работите, не гледате да ги решите. Така да и самиот тој модел мене ми покажа дека сум бил во право. Експертската влада има свој мани. Како ќе ја позиционират идеолошки? Има ли, не знам, мандат да решава за надворешно политички прашања? Кои се тие луѓе? Дали се нечии? Кој со кого седел и пиел кафе во таа влада, нели? Кој од каков идеолошки бекграунд доаѓа? Ама пак е подобар од моделот кој сега го имавме. Кажете ми што за оваа година дена постигна овој модел кој го имавме до сега? Овој модел не постигна ништо, но да видиме што се најавува сега. Тоа е сосема друг процес. Тоа не го коментирам како процес, тоа е нешто кое повеќе го коментирав моментов на... Професори, сега се најавува политичка влада,
со подолба на ресорите во кои ингеренциите нема да се делат на министри и заменици, односно оној што ќе го добие ресорот ќе си има свој интегритет внатре. Се враќа идејата за активна регистрација на гласачите за прочистување на избирачкиот список. Ви звучи ли ова како научена лекција од минатата рунда на неуспешни реформи кои не доведоа до услови за фер избори, или ќе биде нов неуспешен експеримент со овие елементи кои што сега се спомнуваат во јавност? Знаете што тоа што некој ќе го контролира комплетниот ресор, не значи дека медиумската битка ќе стивне или ќе биде помалку крвава и гадна од онаа што беше сега. Знаете, мене тука ми е скепсата. Добро, може би ќе биде самото министерство пофункционално, така? Може нема кој да блокира вето, да става и така натаму. Тоа не значи дека, не знам, друго министерство нема да му прави сопки, или дека нема да се јави трет актор, или дека актери од граѓанското општество нема да се побунат против одлук, дека повторно процесот нема да се блокира. Затоа сметав и од страна дека експертската влада е подобар формат, повторно се оградувам со сите мани кои ги има, знаете. И тоа, спомна Марија околу мандатот, ја не мислам дека може таа влада испод 2 години да биде. Не сметам да знаете што пржино беше дебакл заради кратките рокови. Рекоа исчистете ги списоците до тогаш, луѓе 25 години нешто што било расипувано не може за 6 месеци да се оправи. Знаете, тоа е проблемот. Не можете едноставно, посебно барањето околу медиумите, битката околу медиумите, не можете вие тоа да го решите туку така. Медиумите си имаат своја политичка димензија, економска, имаат димензија на јавност, димензија на одговорност пред истото тоа цивилно општество за кое цело време дискутираме, и секоја чест на оној што ќе седне, ама знаете како, луѓето од меѓународна кариера, меѓународни политичари секогаш размислуваат малце тесно градо, најконструктивно нека сватат мојата критика во смисол на бенчмарк. Се ова го направивме, ова го направивме. Никој не сака да влезе долу и да зборува за проблемот на forced voting. Она што е фундаментално, бидејќи знаете како, заговараат ќе имам избори и ќе искочиме од криза. Напротив, тоа ќе влеземе комплетно нова криза, ако не се повторат сите аномални процеси кои ги имаме години назад, затоа што сега веќе постои еден дел од електоратот, постои еден дел од општата јавност која не е спремна да толерира. Добро. Левица вели вака: не смееме да им дозволиме на елитите за затворени врати да ни ја кројат судбината и резултатот од сето тоа повторно да бидат половични решенија. Инсистираме на преодна експертска влада која ќе има мандат да организира фери демократски избори. Во случај на собирање на четворицата лидери сега повторно на преговори за нова политичка влада, како што стојат работите и најавите, дали против тоа ќе протестирате? Па секако дека ќе. Значи, па ние фактички нашите ставови горе-долу се многу блиску и до оние ставови кои што ги има и шарената револуција и протестиран претходно. И мислам дека ние сите ја научивме лекцијата. Иако знаевме уште минатата година, јас дури и сум бил, па сум се нашол во ситуација да го бранам пржинскиот договор, како што кажав, ги сакам лагите и одам до крај со тие лаги да ги афирмирам за да ги разобличам на крај. Мислам дека ние не се боревме 4-5 месеци. 4-5 месеци горе-долу сте со уставен суд и ова така натаму. Значи, не се боревме ние за пржино 2. Значи, вие не можете да седнете и филозофски, и лингвистички, како сакате, онтолошки. Не можете да зборувате со оној кој има моќта. Нема, како се вика тоа, вие не можете да остварите дебата. Не можете да ги слеете хоризонтите, затоа што таа моќ е длабоко вкоренета, пенетрирана рана, дури повнатрешнувана од нас самите. И ние не можеме по таквите баласти кои што ги нанесува едно вакво владење после 10 години, иако јас овде фактички би го вклучил и аспектот на 25 години, затоа што ние сме незаинтересирани граѓани 25 години, и убавината во наводници на груевизмот е во тоа што малку не разбуди и не растресе. Меѓутоа, ние повторно да седиме и повторно да преговараме со оние кои што заговараат 5-6 шамари, мене ми изгледа тоа многу глупаво. И затоа мислам дека да се надоврзам во тие 2 години од експертската влада, што е по мене многу важно, а очигледно е барање од општата јавност и произлегува од дискурсот на целата дебата. Треба 4 партии да размислуваат за сериозно проветрување, по мене. Точно. Никој у политика доброволно од власт не си заминал. Тоа е фотелја која многу и позиција на моќ која многу тешко се остава. Добре, јас можам да кажам за мене дека јас сум во самата политика за длабоко општи интереси, за ова како се вика никакви мои интереси, сакам да заврши ова приказна. Во најмала рака мислам дека врхушките треба да се преиспитаат.
Очигледно дека знаете дека нас политиката во партиите е прилично султанистичка. Затоа ви укажува форматот на лидерски средби кој е крајно авторитарен. Партиите ова воопшто не го ни слушаат. Мене ми е јасно, наше е да го говориме, нивно е дали ќе слушаат или не. Нивното дел од нивните членства ова го слушаат. Така. Вие во протестите на шарената револуција имате луѓе кои што се членови на политички партии. Не, забелешката ми дека каже, шарената револуција остварува промена и во дел од политичките партии и тоа од долу нагоре. Не е нескромно да кажам дека познаваме луѓе сите веројатно на масава од вториот ешалон кои би можеле да им се даде шанса во сите 4 партии. Јас барем во 3 од 4 партии морам да признам дека во ДП не ја познавам ситуацијата многу во длабина, немам многу контакти со луѓе од таа партија, но има луѓе кои би можеле, кои припаѓаат на друга генерација, кои веројатно би можеле да ги изнесат политичките процеси подобро од она што сега ни се случува. Јас не мислам дека не е можна реформа во политичките партии, дури мислам дека тој процес е веќе тргна да се случува. Добро, најмалку во прашање, Народопроване. Сум Гордана Колова, од факултет, студент на факултетот на политички науки на правниот факултет. Вака, најпрво сакав да дадам еден коментар. Многу често слушам и Мариглен го спомна правна држава, а и многу често слушам дека се спомнува моментот на правна држава, но ретко кој го споменува владење на правото. Правна држава може да биде многу добар инструмент и за владење на некој режим, меѓутоа владење на правото е она што мислам дека во моментов и тоа како ни недостасува, а друго, тоа што сакав да го прашам е, како што може да видиме, има решенија за излез од кризата на политичките партии, на институциите во на ситуација во која сме во моментов, меѓутоа многу ретко се споменува за решенија што е со граѓаните, затоа што повеќе очигледно дека има една голема поделеност и поделеност не во однос на нели да имаат различни ставови, што е нормално во едно демократско општество, меѓутоа поделеност во стил на омраза меѓу едни и други групи, што воопшто не е нормално. Таква поделеност и таква омраза не е здрава за функционирање на едно општество, затоа што за да градиме здраво општество треба да бидеме конструктивни, а не да го напаѓаме константно другиот без да слушнеме што има да каже. Па какво решение гледате на оваа поделеност и како би можеле народот да седне на иста маса без нели да се мрази меѓусебно? Може ли јас прв да одговорам? Мислам дека кулминираше еден процес во последните неколку години. Омразата и поларизацијата никогаш нема исклучиво политичка, да речам, во смисол на политичка определеност, димензија на политичка определеност. Он има екзистенцијална димензија секогаш. Не сум марксиста, меѓутоа овој концепт на класи, нели морам да се повикам малце на таа социјална екзистенцијална димензија, грамшиевска димензија, заради тоа што ако екзистенцијата ви зависи од определен центар на моќ и исклучиво од определен центар на моќ, вие ќе се борите за тоа да преживеете и да ваците дете утре имаат што да јадат. Тоа е основниот демократски дефицит во нашето општество, што дозволивме да се развие такво нешто. Систем на јавна администрација, систем на држава која е најголем вработувач, систем на државна економија која комплетно зависи од државата, државата преку селективност на инспекции и така натаму ќе ти кажува дали си ти послушна или непослушна фирма и така натаму, и со тоа имате индиректен интервенционизам, ова повеќе го критикувам од либерални отколку од идеолошки леви позиции, значи се мешате во слободен пазар директно, со тоа што имате државна економија која е некаква полукомандна, не знам како да ја наречам, која е партиска. И која е во крајна линија партиска, која е во крајна линија партиска, и со самото тоа вие стварате екзистенцијално зависни граѓани кои немаат никаква можност да надворот дискурс на моќ функционира. И во таква смисла, поделеноста и поларизацијата на граѓаните и агресивноста со која пристапувате ја социјалните мрежи се најдобри, таму сте заштитени зад мониторот, можете дури под алијас некаде да се пишете, доаѓа од стравот. Секоја агресија доаѓа од страв. И ќе биде храбар и мудар оној лидер и онаа партија која ќе не изнесе од дискурсот на реваншизам и страв, во кој 25 години живееме. Ја познавам луѓе кои буквално при промена на власт пијат седативи за тоа што не знаат дали ќе останат на работа. Тоа се сликите кои на Македонија не и требаат. После 25 години демократија. Разбирам демократизација, ама предолго трае. Требаше до сега во некои работи да ги разбереме. Или дајте да го легитимираме конечно во закон, често со колегата кој предава јавна администрација на факултетот збориме, да знаеме кога партиите на власт, до кој степен на власт земаат, кога се победници на изборите, што може да менуваат, што не можат. Знаете, 20 години
20 години се правевме или повеќе од 20 години што од времето Југославија се правевме дека нема меѓуетнички проблеми, за на крај да дојде Охридскиот рамковен договор како легитимација на некаква реалност која постои. Време е да направиме легитимација или во други сфери. Или донесете закон со кој партијата победува и ги зема следните позиции. Тие и тие. Или дајте да воведеме мерит систем. Ова не функционира. Ова предизвикува екзистенцијален страв кој партиите потоа го експлоатираат на најбезобразен можен начин. Марина? Па да, јас имав пошто ме прекина професорот, сакав да кажам во таа фактички насока дека се наоѓаме во многу зафркната ситуација во општествено ниво, зборувам не на политичко ниво, затоа што мислам дека политичките партии со целата таа организацијска моќ, меѓутоа и уредувачка моќ и иницирачка моќ во односи на светогледот на луѓето во самото општество, мислам дека ги руинира оние позиции кои што би можеле да создават некаква хармонизираност и хуманизација во самото општество. Мислам дека ни фали инклузивност. И мислам дека ние што протестираме надвор политичките партии, Левица е нова политичка партија и мислам дека го има тој феминизиран морфолошки однос кон другите и кон другоста, и затоа мислам дека нас ни фали инклузија. И самата инклузија значи и визија. И самата инклузија не е последните 10 години груевизам. Значи, последните 25 години груевизам. Груевизам како збеснат систем или екстремен систем на едно забегано едноумие, на една раскалашена власт, која што не интересира ништо за останатите граѓани и која што ја интересира само сопственото конзервирање, зачувување на себе си во тие модели на владење. И во тој однос мислам дека визијата ќе создаде некаква си, како да кажам, солидарност меѓу нас. Нас ни треба различен јазик, не овој јазик на реваншизам кој што досега го користиме, туку стварно да се подаде фактички рака. Затоа што мене не ми се допаѓа на исклучувачки однос спрема членовите на ВМРО ДПМНЕ, кој што голем дел зависат од самата партија. Голем дел, вие од Битола до Скопје да доаѓате за еден сендвич, до кое дереđe е достасана државата, до кое дереđe е да е достасано општеството. И во тој случај мислам дека тука марксистичката критика, она класна критика може да го покрие. Нас ни фали лева партија во суштина. Левичарска партија која што ќе направи анализа, длабинска анализа, дека во суштина овие 25-6 години една каста на луѓе, една елита многу добро се богатела. Го имаме Орце Камчев, кој што например стана најбогат човек во време на не знам каква криза. Ние имаме криза, меѓутоа нема криза за Орце Камчев. Нема криза 120.000 евра за една година, мислам дека беа, Груевски ги како се вика, значи ги заштедил од каде тие пари. Добро, ќе треба. Значи во секој случај повикот мислам дека овој груевизам во однос на институционално правниот и политичкиот сегмент на владење, мислам дека ќе биде развластен тогаш кога голем дел од таа партија ќе дојдат со нас. Дали на протести, дали ќе гласат против таа политичка партија на слободни избори. До тој момент ние само ќе ги збиваме редовите и ќе протестираме за едно подобро утре. Марија? На прашањето околу омразата, јас не мислам дека омразата потекнува исклучиво од политичките партии. Повеќе би рекол дека се манифестира преку нивните действија. Сигурно дека тука влијаат и верските разлики, и културолошките разлики, и социјалните класните разлики. Сметам дека обратно или од другата страна на омразата седи добросостојбата и задоволството кај граѓаните. Колку добросостојбата и задоволството се на пониско ниво, толку омразата кај нив расте.
теоријата и науката дефинираат три принципи кои што во најголема мера влијаат, или три параметри кои што влијаат врз добросостојбата и задоволството на граѓаните. Тоа се чувството на припадност во заедницата, како еден од параметрите, и тука добро стојат граѓаните на Македонија. Половина од граѓаните велат дека сметаат дека многу добро припаѓаат во своето место на живење, а пак 2/3 велат дека многу припаѓаат во државата во која што живеат. Се идентификуваат со Република Македонија како своја заедница, значи тука немаме проблем. Вториот параметар е чувството на индивидуална моќ да се влијае. И тука резултатите се катастрофални. И мислам дека тука е возможно решение, практично и дури законско решение, преку симнување на праговите за законските прагови за граѓанско учество. Овозможете им на граѓаните да почесто да организираат референдуми, почесто и полесно да ги изјаснуваат своите ставови, не преку невозможни прагови и цензуси кои што се невозможни да се остварат, ќе се види дали ќе се зголеми моќта на индивидуата. Индивидуата ќе свати дека преку самоорганизирање или преку други типови на организирање може да остварува промена, односно да го изјаснува својот политички став. И веројатно граѓаните треба да го изборат тоа самите, бидејќи ако е таква ситуацијата како што велите вие 25 години, тогаш тоа на подарок нема да биде дадено. Со една по долготрајна граѓаните тоа треба да го активност. побараат и од преодната влада, и од идната влада која што ќе се состави после изборите. И од партиите во кои членуваат. Така е. Гоце Марковски, ако може да го слушам. Јас би се задржал пред се на некои од излезните решенија. Факт е дека како што прогресира политичката криза кај нас, во даден момент ќе има веројатно и преговори. На тие преговори веројатно ќе се побараат, граѓаните треба да испорачаат определени барања. Дали сметате дека граѓаните ќе опстојат на барањата, да се по-активно вклучени во целиот процес? Значи, тука мислам на, се разбира, мониторинг на, минимум мониторинг на процесот на преговори од страна на независниот и автентичен граѓански сектор, како и незадоволување со според мене нефункционалната широка партиска влада која што беше резултат на договорот од Пршино. Толку. Специјално одделение во рамките на судот е неопходно. Исто така, тоа изминатиот период го видовме под какви се непритисоци се изложени судиите кога треба да се процесираат случаите каде што се вклучени високи функционери од власта. Се надевам дека запишавте, бидејќи беше долго прашањето, да го слушнеме и девојчето повеле. Здраво, јас сум Дона Срдич, студент на Правниот факултет политички науки. Имам прашање до Мариглен, бидејќи цело време споменува за моќта на индивидуата, за тоа како треба да дојде до самоорганизирање со цел да се постигнат сите барања, дека улиците треба да бидат преплавени со луѓе. Сакам да прашам што мислиш, колкав фактор се уцените од страна на власта за тоа да не излегуваат луѓето на протести, бидејќи сме сведоци секојдневно со уцени за бркање од работа, доколку не можат директно тоа го прават нели преку родители и слично. И што мислите на кој начин можат луѓето да се охрабрат уште повеќе за да излезат на улиците и да се исполнат сите барања кои што ги имаат? Благодарам. Ќе почнеме пак вака или Да почнеме од лево на кај центар, веројатно тоа е она за кое што. само и на Гоце и на Сара прашањата, ако може. Добро, значи ќе напробам и двете. Па мислам дека ова прашање кое што ми го постави сега девојката, мислам дека е во корелација со она што и претходно јас фактички го зборував. Многу е точно дека има големи притисоци и тоа е една од причините и разлозите зашто оваа власт обстојува се уште и создават такви потемкини проекти. Меѓу другото, и од друга страна го имаме медиумите, односно ги имаме медиумите кои што целосно седат во скутот на власта. Без разлика од тука фактички причини. Во либералната демократија, значи, ако воопшто зборуваме за тоа,
Медиумите се главниот фактор, односно столбот, според мене, на создавањето на свеста и создавањето на гласачкото тело, а не гласачка глава. Нели, оние па тие фактички разлики. Мислам дека медиумите во овој сектор, во ова фактички насока, ќе треба тука да се работи долго време на медиумите и затоа мислам дека ќе опфати кризата 1 до 2 години, значи се уште нема да ја решиме кризата. Другиот сегмент е оној дека притисоците. Мислам дека голем дел од нив се исплашени, голем дел од нив се плашат не само од политичката партија која што ги вработила и која што им обезбедила некаква социјална и економска екзистенција, туку и од оној другиот аспект, што ние останатите ќе кажеме за нив. Дали ако дојдат тие да се придружат, дали ние ќе ги избркаме. Овде е оној темел на онаа визија за која што јас зборувам, дека во суштина ние треба да имаме поблаг говор спрема оние членови на ВМРО-ДПМН кои што се радуваат на еден сладолед од 50 денари. Не да се зафркаваме со нив, не да им се импонираме, пошто не можеме патронизирачки ние да кажеме вие сте идиоти, вие сте паметни и така натаму, меѓутоа да овозможиме ситуација во која што тие кога би сакале да дојдат и да се рехабилитираат од целата таа одговорност која што не ја сносиле претходно, ние да имаме благ говор и да имаме мека рака со која што тие ќе не допред и ќе дојдат. И затоа викам, ревизија, не смееме да правиме ревизија на историјата 10 години, затоа што знаете, многу е смешно, јас имам комши и битола, кој што 97-ма чии родители се обесија поради тат. Тие страдаат и од оваа власт сега. Меѓутоа, нивната меморија е длабоко врзана за тат. Не можам јас да ги убедам нив да дојдат на протести, каде што една од политичките партии која што сега е на власт како се вика, во опозиција ги организира тие протести или е дел од тие протести. Затоа мислам дека како најголема опозицијска партија СДСМ има должност да ја спружи раката и да кажи минимум и да се извини, да кажи извинете луѓе, можеби ние не бевме гарнитура на тие власти, меѓутоа мислиме дека стварно државата е во лоша ситуација. И стварно е во лоша ситуација и стварно треба да спружиме рака и тие луѓе да ги охрабриме колку толку. Затоа што мислам дека без тие луѓе дека нашата голгота ќе трае. Марин? Ние не можеме да ја искорениме мразата туку така, која што зборувавме претходно, е наталожена и по други основи. Мислам дека има еден наратив во јавност кој што вели ова не е борба меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, ова е борба меѓу граѓаните и врхушката која што узурпирала партијата ВМРО-ДПМН и тој наратив е во насока и во линија на ова што го збори и Мариглен, дека ние упатуваме, ние кои што протестираме секој ден на улиците, упатуваме на поинаква порака кон членовите на ВМРО-ДПМН, која што не е исмејувачка, туку е прагматична и вели партијата е узурпирана од раководство кое што е осомничено за криминал, кое што е под истраги, за кое што слушнавме телефонски разговори што се правеле. Тој наратив апсолутно не е потценувачки кон ниту еден член на владеачките структури или на владеачките партии. На прашањето дали граѓаните ќе опстојат на барањата, односно на излезните решенија, јас не гледам причина граѓаните понатаму да не бараат влада, преодна влада, според моје лично мислење, експертска влада, која што ќе овозможи минимум услови за избори. Јас не сум сигурен дека 2 години кои што се спомнуваат како некаков преоден период се навистина доволни за да се случи се она што ние посакуваме како граѓански сектор да се оствари како реформа. Се плашам да не се потребни 4, 6, 8 години и затоа имам дилема во тој поглед дали се неопходни брзи избори кои што ќе овозможат минимум реформа или пак преодна влада која што во недоглед можеби ќе ги одложува реформите и ќе не внесе во една лимбо ситуација. Мислам дека граѓаните кои што протестираат
мора да бараат учество на граѓанските организации на секторот во преговорите, не преку столче 5-то или 6-то или 7-то, кое што ќе крева рацете, ќе се согласува или нема да се согласува, туку улогата на тој граѓански сектор мора да биде мониторинг, значи наблюдувачка, улогата на нашата улога на представници на граѓанските организации мора да биде во смисла на обезбедување транспарентност на преговарачката маса, она што досега не беше случај. 4 лидери седеа и еднаш на месечно кога ќе се договореа ги известува граѓаните што се договориле. Тоа ќе се оневозможи. А и сега е така доста тенствена ситуацијата, бидејќи очекуваме ќе се соберат нема да се соберат. Меѓутоа ќе се овозможи граѓанските организации да известуваат кон граѓаните што се случува и многу важна улога да даваат предлози, односно да имаат улога на консултанти, имајќи во предвид дека на таа маса може да седнат луѓе кои што тежат со своето знаење, со своето искуство, а во име на граѓанскиот сектор. Професоре, Кусо. Едното прашање не можам да го одговорам, искрено, на второто можам да одговорам. Ние не сме мајстори на цензура, ние сме мајстори на автоцензура. Така да воопшто не ти е потребна никаква уцена кога се работи за една политичка култура која тргнува секогаш од екзистенцијални причини и многу често нема поголеми амбиции од екзистенцијалните, и тие тешко ги остварува. Кога имате еден дискурс на оно што се нарекува economy of favor, знаете како политичките партии ги носите на власт, им го давате гласот, тоа е впечаток за последниве 2,5 децении од моите 37 години, колку што имам ги памтам повеќе или помалку добро, каде што ни доаѓаат на власт и потоа вие треба да се чувствувате дека нешто им должите. Тоа е најмафијашкиот тип на размислување, знаете, суштината на еден мафијаш е да ме натера преку позиција на мој дека нешто му должите. Не, јас сум ти дал, ти ми должиш мене, јас сум ти го дал мојот глас. Значи, ако те вработам, ја ти правам услуга, така? Ако јас сум заслужил да бидам вработен, ако тоа по мирит систем не ми правиш услуга, тоа треба да го правиш. Меѓутоа, кога се работи за екзистенцијалистичка култура, кога се работи за култура според моделот на Хофстед има големи дистанции на мој power distances, како оние кај нас, мојте таму нешто туѓо, или отоманско, или византиско, или кај комунистичката врхушка не може нешто недофатливо, ете таму е некаде, така? Кај Боргезија компрадора, што вика Ломакс, така, таму е некаде отуѓена, тогаш тебе не ти не треба цензура, автоцензурата функционира совршено. Затоа што ти е страв дека и џогерот и метлата што си ги добил да работиш во некоја јавна институција можеш да ги изгубиш. И знаете зошто е тоа така? Затоа што 90-тите многу луѓе ги изгубија. И се доведоа до нешто Маргина збори до дереџе за еден сендвич да може да те возат низ Македонија 25 години политичките партии каде сакаат. И тоа негативно искуство ги изроди сите аномалии, откога спомена најголемо е дерогирањето на сите партиски тела, на законодавното тело и одлучување во формат од 4 луѓе. Не знам како 4 луѓе може да бидат попаметни од собранието, од партиските органи кои ги имаат, од сите нас како граѓани. И тоа е по мене символ, лидерските средби станаа символ. Пазете, меѓународната заедница е прагматична, вика не можеме да разговараме, дајте да ги собереме четворицата, да ги искараме, да ги оцениме, да им направиме политички притисок и они после тоа нели во видна бранови ќе го пренесат надолу низ телото кое секогаш спремно да слуша. Кога ќе се тргнеме од таква поданичка политичка култура, тогаш ќе ни биде подобро. Така да автоцензурата функционира совршено, кај нас не ти треба цензура воопшто. Толку е времето за оваа емисија. Жал ми имавме уште интерес. Значи, оваа недела неколку работи ќе бидат појасни, можеби ќе дојде до таа средба, можеби ќе дојде до тоа решение на Уставниот суд околу специјалното јавно обвинителство. Ќе видиме какво лето не очекува и дали граѓанскиот протест ќе продолжи со притисокот да се слушне ставот на граѓаните, политичарите да се обидат да работат во интерес на оние кои што ги избрале и на чии што гласови понатаму се надеват. Ви благодарам многу што бевте вечерва во студиото на Отворено и пред прашањата на граѓаните во студиото. Довидување до понеделник.